уште сме најдобри во високото образование? Затоа што Американскиот универзитет на Европа ФОН цели 18 години инвестира во најквалитетните матуранти, средношколци, АУЕ ФОН, и оваа година ги овозможува надпревар на таленти. Нека победат најдобрите. Аплицирајте за стипендија. Секој од нас има одреден талент. Тој талент треба некој да го препознае, зарем не? Да признае, па и да го поттикне. Мојот талент е мојата индивидуалност. Мојот талент е мојот пат кон успехот. Место за надпревар на таленти. За изминатите 4 години Американскиот универзитет на Европа ФОН е во потрага по најдобрите и највредните матуранти. Ние аплициравме. Аплицирате и вие. Ја знаеме целта. И знаеме што сакаме. Да успееме да бидеме успешни правници и политиколози. Врвни економисти. Истакнати експерти. Во областа на безбедноста. Познати модни. Графички дизајнери и уметници. Светски докажани. Во информатичките технологии. Спортски менаџери. Лектори по светски јазици. Во чекор со времето, чекор пред другите. Американски универзитет на Европа ФОН. Дами и господа, ве повикуваме да станете. Ќе се интонира химната на Република Северна Македонија и студентската химна. Ви благодариме.
Почитувани родители на генерација дипломци, почитувани колеги, почитувани гости и представници на медиумите, почитувани представници на управниот одбор на универзитетот, почитуван господине ректор, почитувани декани, почитувани наши наставници, дами и господа. Добре дојдовте на свеченото доделување на дипломи пред новиот дел на универзитетската зграда на Американскиот универзитет на Европа, нашиот ФОН. На денот кога пред 36 години на лондонскиот стадион Вембли и стадионот Џон Кенеди во Филаделфија, во Соединетите Американски држави, истовремено беа одржани големи хуманитарни концерти под името Live Aid, со цел да се помогне на гладните во Африка. Денес целиот свет се сочува со пандемија, во која што универзитетот успеа да не влијае на нашето здравје, здравието на студентите, на нашите наставници и сите вработени, организирајќи квалитетна онлайн настава за која системски сме подготвени во секое време квалитетно да ја реализираме. Токму поради својата интерактивност кон потребите на општеството и огромната борбеност за поставување на студентот и значењето на прво место, ФОН и не е само универзитет, туку едно големо семејство чии алумни не познава ни временски, ни просторни граници. Тука научивме дека е полесно да се разбие еден атом отколку една предрасуда. И затоа е потребно да го поставиме вистинското прашање, за да самите го одбереме вистинскиот одговор, бидејќи учењето не е пат, туку цел. Затоа имајте огромни очекувања од себе си, поставете си цели, бидејќи почитувани дипломци, од вашите примери и дела и ние ќе учиме. И да, почитувани, секој може. Со овие зборови го најавуваме човекот кој во овие времиња на секојдневни предизвици јасно ја почитува мислата на Вергилиј, дека среќата е сенка на храброста. Дами и господа, го повикуваме со аплауз да го поздравиме пристигнувањето на сцената на професор доктор Мирко Трипуновски, ректорот на нашиот универзитет. Ве молиме повелете на сцената. Почитувани дипломци, почитувани студенти, почитувани присатни професори и пријатели, почитувани декани, почитувано семејство Цановски, особено почитуван преседателе Фијат Цановски. Зад нас стојат 20 години активна работа на конкретно поставени задачи, понуда на соодветни решенија, но и пропусти кои ни даваат ентузијазам во понатамошната надградба и усовршување на проектот на Американскиот универзитет во Европа на веќе познатите основи ФОН универзитет во Република Македонија. Со остварувањето на овој проект овозможуваме развој на мултипликативните ефекти, остваруваме нови партнерства, каде што личните искуства, изградбата на знаењето, реализираните успеси и совладаните пречки влијаат врз подигнување на образовниот процес, кој представува препорака за сите нас,
заедно и за останатите високообразовни институции во Република Македонија и пошироко. Научната страна на овој универзитет е исто така важна, каде мора да се потврдат сегментите на стекнатите теориски знаења, каде се истакнува потенцијалот и квалитетот на студентите и професорите, каде се истакнува развојот на креативниот дух и отвореното партнерство студент, професор, менаџер. Сигурно сето тоа овозможува зголемено ниво на соработка, зголемување на вештините во науката и технологијата, како приоритет на секој универзитет, зголемена ефикасност на инвестициите во образованието, што го прави ова семејство Цановски, примена на дигиталната технологија и подобрување на квалитетот на стручните вештини, засилена поддршка на иновативните методи и воведување нови методи и модерни наставни програми. Што значи тоа? Развој и промовирање на дефицитарни вештини со инвестирање во образованието и воспоставување отворен и флексибилен метод на учење, со академски признанија, со воведување нови и различити квалификации. Почитувани дипломци, наши амбасадори во ширење на позитивната мисла на Американскиот универзитет во Европа ФОН. Свесен сум дека не постои идеална слика за секоја образовна вредност што ја остварува нашиот и вашиот универзитет. Затоа постои рационален мотив да се види дека наредните години ќе доминира Американскиот универзитет ФОН, ќе доминираат нашите студенти кои имаат знаење и кои имаат моќ да ги менуваат нештата, да ја креираат собствената иднина, иднината на општествената заедница. Ви посакувам вам, дипломци, огромна среќа, нови работни места и квалитетен пристап. Нека ви ја со среќа и ви благодарам. Дипломци, замолам за внимание. Откако ќе бидете прочитани, пристапете на бината од нашата лева страна и откако ќе се фотографирате со деканот, се симнувате на спротивната страна од сцената. А сега е време да започнеме со најбитниот миг од овој ден. Дами и господа, го повикуваме на сцена деканот на Факултетот за детективи и безбедност, универзитетскиот професор Митасин Бекири, да ги додели дипломите на новите дипломци и постдипломци на овој факултет. Повелете. Димче Василе Чавкаровски. Димче Василе, тука е Димче. Рабит Изет Билјали. Денис Ерден Хинани.
Давид Јован Шулајковски. Ви благодариме, декане, честитки колешки колеги. А сега на сцената го повикуваме деканот на Факултетот за економиски науки, универзитетскиот професор Савоја Шталковски, да ги додели дипломите на новите дипломци и постдипломци на овој факултет. Бојана Будимир Коцева. Дарко Владо Симоновски. Игор Тони Димитровски. Јенги Селајдин Ајвас. Катерина Никола Ивановска. Катерина Славко Атанасовска. Марија Милан Симоновски. Дерим Хакик Хасани. Омер Мустафа Мамут. Ролјан Медат Војника. Артмерим Агни Даути. Билјана Кирко Манојлоска. Ваджид Ружди Алија. Горјан Васо Мирчески. Катерина Трендо Христовска Јовановиќ. Рада Венко Николовска.
Ресул Музафер Демири. Саляхудин Адем Мемеди. Джабир Рафи Омери. Мирјана Славко Здравковска. Елмедин Вебија Бекироски. Никола Бранислав Крстевски. Петар Денис Колев. Слободан Светланчо Бошков. Ви благодариме за покана и колегите колешки. Правдата е спора, но достижна. На сцената повикуваме деканката на факултетот за правни и политички науки, универзитетскиот професор Сејдефа Джавче, да ги подели дипломите на новите дипломци и постдипломци на овој факултет. Повелете. Ана Звонимир Јованова. Вилјана Љупчо Деспотовска. Марија Плагој Пандулова. Менду Мелјасим Асани. Милена Ристе Станковска. Мирко Бранко Наумовски. Ангела Јово Упеска. Вилдане Амет Сулеймани Мемеди.
Моника Митре Трајческа. Давид Горан Геровски. Невзат Шајб Асипи. Стефан Бобан Каракачанов. Ева Зоран Спасевска. Емилија Маријанчо Петровска. Зубеир Ханефи Незири. Ирена Миле Стојменовска. Рената Сашо Ристеска. Светлана Борис Ангелковска. Седат Сермет Сербест. Сибел Есмас. Ви благодариме деканке, честитки колешки и колеги. А сега на сцената го повикуваме ВД деканот на Факултетот за информатички науки, универзитетскиот професор Лазар Арсовски, да ги додели дипломите на новите дипломци и постдипломци на факултетот. Бојан Зоран Десподов. Живка Насо Јовевска. Дејан Сашо Премчески. Маја Ѓорги Димитриева Миленковиќ. Марина Бранко Недановска.
Дарко Сашо Видановски. Дарко Митко Ибрахимович. Ива Ванче Какашевска. Катерина Златко Атанашевска. Кристиян Трајко Матешки. Лазар Звонко Годжиров. Сара Зоран Мирчевска. Ви благодариме, декане. Честитки, колешки, колеги. А сега на сцена го повикуваме деканот на факултетот кој последните неколку години со право го носи епитетот најуспешна универзитетска единица, која во континуитет запишува многу студенти кои со својата креативност го освојуваа светот. Факултетот за дизајн и мултимедија. Овде пишува универзитетскиот професор, но ние слободно ќе кажеме нашиот родител 3, Игор Шокаровски. Никола Горан Даниловски. Искра Звонко Джокич Кечап. Благодариме, декане. Честитки до колешките, колегите. На сцената е повикувана дамата, веде декан на архитектонскиот факултет, универзитетската професорка Мимоза Клековска, да ги додели дипломите на новите дипломци и постдипломци на овој факултет. Павел Златко Ристов. Ви благодариме, деканке. Честито, колега. Го повикуваме на сцена деканот на факултетот за спортски менеджмент, истакнатиот спортски педагог и работник, мотиваторот на многу генерации успешни студенти, универзитетскиот професор Александар Поповски, да ги додели дипломите на новите дипломци и постдипломци на овој факултет.
Наташа Ордан Андонова. Мерлин Томислав Стојановска. Ви благодариме и спортски поздрав до вас, декани. Честитки колешки заедно. А сега на сцената ја повикуваме дамата за која јазичните бариери се само инспирација. Деканката на факултетот за странски јазици, професорката Љубица Радојкова Кардалевска, да ги додели дипломите на новите дипломци и постдипломци на овој факултет. Анđela Зоран Трајковска. Антонио Звонко Кнежевик. Камелија Јован Колевска. Михаела Дејан Дудеска. Нина Дарко Бошковска. Сандра Ангел Ѓоргиевска. Го повикуваме професорот по економски науки да прими дипломата која што не беше врачена. Благодарам деканке, честитки колеги и колешки. Верица Ристовска. Честитки колешки. А сега е вистинското време и место да ја доделиме дипломата за најдобар студент на универзитетот. Го повикуваме на сцената првиот човек на Американскиот универзитет на Европа ФОН, господинот Фијат Цановски, двигателот на сегашноста и иднината на нашиот универзитет, да го прогласи првиот меѓу најдобрите. Почитувам господине Цановски, поделете на сцената. Исто така го повикуваме на сцената Никола Даниловски за најдобар студент за прв циклус на студии. Потоа повикуваме студентката Ангела Лупеска за најдобар студент за втор циклус на студии.
да ми ја слава. Сепак да кажем неколку збора, да могу да само да доделувам награди. Почитувани ректори, почитувани декани, почитувани професори, почитувани родители, почитувани дипломци, посебно на вас, ви посакувам многу успех во понатамошниот живот. Се надевам дека ќе бидете и вие понатака, некои од вас вработени, можеби на фон универзитетот, така да животот оди понатака, али со големи успеси. Успесите не доаѓаат сами, за све треба труд и работа. Фон универзитет, како што и гледате тука, започна 2003 година. Започнав нестрамежливо, но и храбро. Да почнеме да бидеме пандам на државните универзитети и да направиме нешто ново во Република Македонија. Јас мислам дека во овие 18 години успеавме во тоа. Извадивме доста квалитетни кадри, кои што, како што ми е познато, веќе се вработени по многу јавни институции во Република Македонија, а и надвор од нашата држава. Целта не е да се добие само диплома, целта е да се стекне знаење. Без знаење дипломата е само еден лист хартија. Јас сум убеден дека во овие 20 на години или 18 како фон, дека навистина извадивме еден квалитетен кадар кој што и помогна на Република Македонија во многу области. Но времето не треба да застане тука. Знаете дека глобалните промени се го прават своето, пандемијата се го направи своето и секако дека не очекува еден тежок период на сите во нашата држава. Посебно во образованието. Морам да се вратам негде околу 2005 година, први во Македонија, заедно со правниот факултет на Кирил и Методи, го спроведовме болонјскиот систем на студирање. Бевме први. Секако дека секој систем има своји добри работи, но има и мани. Мислам дека во Република Македонија е време полека да се менува целокупниот образовен систем, почнувајќи од основното, средното, а посебно во високото образование. Без промени, кои што целиот свет ги бара, не можеме да имаме напредок. Не можеме да останеме со исти програми, со иста работа од пред 20 години и сега. За таа цел, Фон универзитет пред една година и нешто реши да направи промени. Ние долго размислувавме каде ќе одиме со тие промени и мислиме дека америчкиот систем на студирање е најдобар и се покажал во минатото како најдобар за децата да научат, а не само да научат и практично и теоретски. За таа цел Фон универзитет се преименува или додаде Европски универзитет на Европа. Не е името само во прашање, ние започнавме ни големи промени пред една година и нешто, за кои промени морам да се заблагодарам на сегашниот кадар, кој што навистина малку во почетокот со страв го прифати тоа, но гледам дека веќе полека се прифаќа тој нов систем на студирање. Нашата цел е да во наредните 3-4 години не може промената се направи за една година, малку понекогаш младите и брзаат со промените, али затоа сме тука ние како со ректорот Мирко, да им кажеме на брзањето и дека треба све постепено и полека да оди и да биде сигурно. Јас сум убеден дека Европски универзитет, Американски универзитет на Европа, ФОН, ќе успее во наредниот период да направи големи промени. И убеден сум дека за 3-4 години ние ќе добиеме и наши акредитации посебни, но и америчка акредитација. Целта е да се добијат америчка акредитација за да со таа акредитација, со тие дипломи, нашите деца да можат да стварно, реално конкурираат во многу големи компании. За тоа сигурно дека е потребно и многу инвестиции,
секоја промена бара многу пари. Јас, како единствен оснивач, единствен собственик, ево веќе 18-19 години сум инвестирал многу пари во образованието. Сите тие згради, сите тие опреми, коштале многу милиони евра и спремен сум понатака во наредниот период да направам уште инвестиција од неколку милиони евра со цел навистина квалитетно да го спроведеме америчкиот систем на студирање. За тоа се потребни посебни услови. Едно од условите е што решивме тоа крило каде што порано беше фон универзитет да го дадеме повторно на образование од прешколска, основно и средно образование и да бидеме еден цел комплекс тука со од мали деца па до дипломирани студенти. За тие потреби се секако потребно и нови програми. Ние веќе поднесувавме неколку програми во Комисијата за акредитација. Припремаме уште многу други нови програми со цел децата кои што завршуваат навистина да се потребни на ова општество, а не само да земат диплома и да не може да најдат работа. Потребни се вложувањето ќе биде во сите сфери, од кадар. На нас, за да се спроведе америчкиот систем, ни е потребен и дополнување на кадарот, посебно со странски професори. Веќе имаме некои професори кои договоривме од на есен дека ќе бидат дел од нашиот тим, начело со ректорот и со овие луѓе кои што веќе дадоа максимална подршка млади професори и од постарите, убеден сум и со тој нов кадар дека фон универзитетот ова есен ќе биде навистина на едно многу високо место. Набавуваме, веќе сме во преговори, нови софтвери. Работата бара е ново, значи интернетот, информатиката бараат нови работи. Веќе преговараме за преку пола милион евра кошта еден софтвер за комплетна контрола на универзитетот. Од наставата до студентот. Начинот на предавање, начинот на контролирање, начинот на оценување, сето тоа ќе биде навистина од наесен во еден поинаков, поквалитетен систем и сигурен сум и многу подобар за студентите. Убеден сум дека ова ќе го оствариме. Убеден сум дека ќе бидеме пионири во промената на високото образование во Република Македонија. Таа промена мора да се направи. Вака како што е, навистина нема некоја иднина за нашите деца кои завршуваат за да можат да продолжат во големи светски компании. Ние започнуваме преговори со Европска унија, дали сега не биле, па ќе бидат на есен. Тука ќе влезат многу светски компании. За таа цел ќе треба квалитетен кадар. Само со тој систем кој што е признат од цел свет и кој покажа резултати, тие деца ќе бидат самите барани, а не децата да бараат работа. Јас сум благодарен на сите вас што дадовте подршка во овој систем, ректоре, и убеден сум дека ќе биде на есен многу добро, заедно со вас професори и целокупниот кадар на фон. Очекувам и начело со мене како собственик дека ние ќе бидеме многу успешни и ќе бидеме пионири во нешто ново во Република Македонија. И посакувам се најдобро вие што ви планиравте и многу здрави и среќа на сите. Благодарам, господин Чански. Ја повикуваме повторно на сцена деканката на Факултетот за правни и политички науки, професорката Сеиде Фаџавче. Симона Доно Добринова. Маја Крсте Ташева Биткорска.
Почитувани дипломци, пред да ја погледнеме изложбата на Факултетот за дизајн и мултимедија во фоајето на Универзитетскиот кампус, почитувани колешки и колеги дипломци, почитувани декани, ве молиме да ставите ги вашите маски согласно протоколите и пристапете на сцената за историската фотографија во која капите ги фрламе високо кон небото. Се разбира од кога претходно ќе помислиме желба. Повелете. Зошто сме најдобри во високото образование? Затоа што Американскиот универзитет на Европа ФОН цели 18 години инвестира во најквалитетните матуранти, средношколци, АУЕ ФОН и оваа година ги овозможува надпревар на таленти. Нека победат најдобрите. Аплицирајте за стипендија. Секој од нас има одреден талент. Тој талент треба некој да го препознае, зарем не? Да признае, па и да го поттикне. Мојот талент е мојата индивидуалност. Мојот талент е мојот пат кон успехот. Место за надпревар на таленти. За изминатите 4 години Американскиот универзитет на Европа ФОН е во потрага по најдобрите и највредните матуранти. ние аплициравме. Аплицирате и вие. Ја знаеме целта. И знаеме што сакаме. Да успееме да бидеме успешни правници и политиколози. Врвни економисти. Истакнати експерти. Во областа на безбедноста. Познати модни. Графички дизајнери и уметници. Светски докажани. Во информатичките технологии. Спортски менаџери. Лектори по светски јазици. Во чекор со времето, чекор пред другите. Американски универзитет на Европа ФОН.